Денеска православната црква ги празнува откривање и пренос на моштите на светиот Стефан, архидјакон и првомаченик, и блажениот Василий Јуродив Московски. Откривање и пренос на моштите на светиот Стефан, архидјакон и првомаченик. Кога злобните евреи со камења го убиле светиот Стефан, неговото тело го оставиле кучињата да го изедат. Но поинаку сакала Божјата промисла. Телото на маченикот лежело на отворено место под градот една ноќ и 2 дена, а втората ноќ дошол Гамалиил, учителот на Павле и таен ученик Христов. Го зел телото, го однел во Кафаргамалу на својот имот и таму честно го погребал во една пештера. Во истата пештера Гамалиил го погребал и својот пријател Никодим, кој плачејки над гробот на Стефана умрел. Тука Гамалиил го погребал и својот крстен син Авив. И според своето заветување и самиот Гамалиил бил тука погребан. Од тоа време поминале векови и никој од живите не знаел каде е погребано телото на светиот Стефан. Но во 415 година, за времето на Ерусалимскиот патриарх Јован, Гамалиил 3 пати му се јавил во сон на свештеникот Кафаргамалски Лукијан и подобро му раскажал се за погребувањето на сите споменати, укажувајќи го точното место на нивните заборавени гробови. Возбуден од тој сон, Лукијан му кажал на патриархот и со негов благослов отишол со луѓето и ги откопал 4 гроба. Гамалиил веќе му рекол во сонот кој е чиј гроб. Силен, благопријатен мирис од моштите на светителите ја исполниле сета пештера. Тогаш моштите на светиот Стефан биле свечено пренесени на Сион и тука честно биле погребани, а моштите на останатите биле изнесени на еден брег погоре од пештерата и тука во една црква биле положени. Многу исцелувања на болни се случиле тој ден од моштите на светиот Стефан. Подоцна тие мошти биле пренесени во Цариград. Така Господ го овенчал со голема слава оној кој прв за неговото име крвта своја си ја пролеал. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Блажениот Василий Јуродив Московски. Татко му се викал Јаков, а мајка му Ана. Во својата 16-та година се предал на подвигот јуродивство и во тежок подвиг издржал цели 72 години. Живеел се на се 88 години. Одел бос, гологлав и во партали. Немал никакво постојано пребивалиште. Ги исправувал грешниците, ги укорувал големците, прорекувал вистинито, имал виденија на далечина. Откако доволно истрпел од гладот, од студот, од навредите човечки, блажениот Василий ја предал својата света душа на Бога. На погребот му биле царот Иван и митрополитот. Погребан е во Московскиот храм на Пресвета Богородица, подоцна наречен по неговото име. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов.
кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.